имам необична чест, мене секогаш ваквите институционални манифестации, бидејќи МОТ полека станува една институција по која што се препознава нашиот град и велам секогаш ми е чест кога може да присуствувам на најава на вакви едни фундаментални настани. Станува збор за 44 годишна традиција на најголемиот фестивал на театарот во нашата држава, МОТ, Младиот отворен театар, кој што годинава ќе се изведува од 13 до 21 септември. Ќе имаме ретка можност и чест да перформансот со кој што ќе биде отворен награден годинава на Прашкото квадренале, оваа зграда зборува да биде на 13 фактички перформансот кој што овој театар ќе биде отворен. Годинава имаме учесници од 8 држави кои што на различни сцени из нашиот град ќе се представат на театарската публика. На затварањето како гости ќе имаме театарот од Атина со представа наречена Чист град, кој што ги разгледува стереотипите и погледите и личните искуства на вистински експерти, а кои што се однесуваат на чистотата во Атина, и тоа жените емигранти, чистачки во Атина, и стереотипите кои владеат таму во нивното општество и со кои што овие луѓе се среќаваат. Градот Скопје препознава во МОТ една фундаментална, да ја речем, институција, и токму заради тоа паричната помош која што ние ја контрибуираме, придонесуваме, годинава ја зголемивме за износ од 3 милиони денари. Мислам дека таквата поддршка, иако не ја пратеше Министерството за култура, ќе треба да ја вратиме и на тоа ниво и од страна на Министерството, бидејќи МОТ е МОТ. Не можеме да зборуваме за некаков поинаков фестивал, малку фестивали имаме, ово е единствен, најголем во нашата држава, како што веќе и напоменав. Дозволете ми да искористам оваа прилика и ги повикам сите скопјани што помасовно да ги посетат представите кои што ќе бидат објаснети, презентирани денеска. Истовремено да честитам, иако веќе имавме можност, беше дел од градската култура перформансот оваа зграда зборува, меѓутоа честитам на можеби најпрестижната награда што една таква мала представа или перформанс може да добие, тоа е златната медаља на Прашкото квадренале. Во секој случај се радувам што МОТ е повторно тука, што МОТ е повторно присутен, што ќе ги прати пораките кои што само алтернативната уметност може да ги прати кон општеството. Ја се надевам дека скопјани ќе уживаат во представите кои што не следат. Благодарам.